Од кризна година во која граѓаните ќе тонат во сиромаштијата, евроинтеграцијата ќе заглави. До тоа дека неосновано се шири паника и страв, па наредната година буџетот не само што ќе е ликвиден, туку и ќе ги надмине приходите. Филипче Мицкоски со различни прогнози за 2026. Лидерот на СДСМ проценува дека државата наредната година ќе мора да се задолжи над 2 милиарди евра за да ги сервисира потребите на граѓаните, инфлацијата ќе расте. Ке следи година во која што ќе треба да се задолжиме најмалку дополнителни 2 милиарди евра. И тие задолжувања ќе бидат за тековни трошоци, нема да бидат за капитални инвестиции. Понатаму инфлацијата тешко да се контролира. Со поскапувањето на струјата секе поскапи. Граѓаните нема да трошат повеќе за повеќе, граѓаните ќе трошат повеќе за исто или за помалку поради тоа што цените ќе бидат повисоки. Значи ќе живеат посиромашно. Странските инвестиции нема веќе раст, прашува колку ќе заминат. За лошата состојба Филипче ја обвини власта, која прогласи за антидржавен елемент. Обвини и дека Мицкоски ги финансирал превирањата во СДСМ што сега ги правеле поранешни партиски функционери. Сепак, вели првиот опозиционер, тоа нема да ја спречи партијата да продолжи да објавува документи и сознанија за можни коруптивни дела на власта. Филипче призна дека измените на кривичниот законник од 23-та на неговата СДСМ биле катастрофално лоши, но сомнеш изрази и за измените на власта. Вели нема контакт со поранешни функционери на СДСМ кои се обвинети за корупција и се во бегство, а негираше и дека градел зграда во Дубај заедно со поранешниот лидер и негов пријател Заев. Премиерот Мицкоски пак тврди кризна година ќе нема. Ликвидноста на државата е добра, иако потврди дека во 2026 година ќе има поголемо задолжување. Но најмногу за да се вратат лошите долгови од времето на СДСМ и ДУИ. 4 години влада, секоја година враќаме по една евроврзница која што ја подигнала владата на СДСМ и ДУИ. Отприлика околу 6 милиарди евра е целиот долг кој што треба во овој мандат од 4 години нова влада да биде вратен, но граѓаните и бизнисот да бидат спокојни. Исто како што нема мигранти, исто како што нема криза, така и средствата се обезбедени. Ликвидноста е обезбедена. Нормално е дека во отсуство на план и на идеи од страна на опозицијата ќе слушаме ваков тип на пораки кои што има за цел да внесат страв и немир кај граѓаните, но да бидат спокојни. Лидерот на владеачката ВМРО ДПМН воопшто не сакаше да го искоментира Филипче во делот на тоа дека неговата партија има проект за растурање на СДСМ или пак дека е антидржавен елемент. Катерина Нешкова, Сител телевизија.